Сопружници со потекло од Гостивар, двајцата на возраст од 38 години и едно 64 годишно лице од Битола, се трите жртви во синокешната тешка сообраќајна несреќа што се случи на патот Кичево-Гостивар, помеѓу Кичево и селото Трапчин дол кај местото викано Сеферов бунар во 20 часот и 40 минути. Во несреќата учествувале 3 патнички возила, Опел, Форд и Мерцедес. А според министерот за внатрешни работи Тошковски, првичната причина за несреќата е големата неприлагодена брзина. Согласно првичните информации кои што ги добив, станува збор за огромна неприлагодена брзина од страна на еден од учесниците во сообраќајот кој што нажалост е починат. Бројот на сообраќајни жртви во оваа година во првото тромесечје е отприлика сличен како бројот на сообраќајни жртви кои што го имавме и лани. Со тоа што морам да кажам дека овие бројки се катастрофални. Во сообраќајката повредени се и 8 мина, кои се префрлени во Кичевската болница и во клиничкиот центар во Скопје. Од нив тројца се малолетници, од кои 2 се потешко повредени. Од клиниката за детска хирургија информираа дека едното од децата на возраст од 4 години е ставено на механичка вентилација. Повозрастната жена е во стабилна општа состојба, меѓутоа со потешки политравматски повреди на лакто и на подколеница. Трите деца се најпрви стабилизирани, поставени се интравенски линии, поставени се РВИ и трите деца се однесени во Скопје со болничко возило. На местото на несреќата увид извршиле јавен обвинител, судски сообраќајен вештак и полициски екипи, а биле подигнати и траги од лице место со цел утврдување на причините за несреќата. А рано утринава и 19-годишно момче загина во сообраќајна несреќа кај Гевгелија. Според информациите, трагедијата се случила околу 4 часот, кога со автомобил БМВ што го управувало момчето, излетало од коловозот на регионалниот пат помеѓу селата Миравци и Давидово.